Економска, а не политичка одлука. Царините што ги воведе администрацијата на Доналд Трамп за целиот свет, вклучително и за Македонија, се одговор на трговскиот дефицит што го имаат Соединетите држави. Производите од земја ќе се царинат со 33%. Од владата велат дека оваа одлука била очекувана и дека владините тимови подолго време ги анализирале можните последици и веќе имале подготвен план за надминување на ситуацијата. Оваа одлука нема да има голем импакт врз нашата економија, но ние имаме јасен план како понатаму. Контактите со американската администрација се веќе воспоставени и ќе продолжат на високо ниво, а владата ќе работи на изнаоѓање решенија и на спроведување на планот. Од владата додаваат и дека нема потреба од никаква паника, ниту од избрзани реакции и заклучоци. Станува збор за нешто долго најавувано од оваа администрација и не е одмината ниту една земја, дури ни најстарите и најтрадиционалните партнери на САД. Ова е обид за репреговарање на трговските односи во светот, нешто што беше неопходно и што, иако сега за некој представува шок, за други ќе значи можност. И експертите го делат овој став. Тарифите, односно царините, не се поврзани со односите меѓу двете земји, туку единствено се базирани врз трговската размена. Објаснуваа дека нашата влада сега треба да направи анализа за тоа како ќе одговори и дали може да ги намали трговските бариери за американските компании. Овдека нема сентимент. Соединетите американски држави, ако некој забележува сега дека ние градиме добри односи, стратешки партнери, па зошто и така натаму, стратешки партнери многу поважни за Соединетите американски држави, како што се Европската унија и САД, мора веднаш да види, да речам, да направиме на кост-бенефит анализа. Соединетите американски држави кажат дека оставаат простор доколку земјите реагираат не сега да ги зголемуваат царините, она што е најавено, да речеме, од земји како Јапонија, Јужна Кореја и Европската унија, туку да ги намалат. Мислам дека е најдобро ние да видиме колку можеме она што ни се забележува дека е трговска бариера на нашиот увоз од Соединетите американски држави да го намалиме. Според економистите, Македонија нема да биде многу директно погодена, зашто обемот на размената е мал, но индиректните последици ќе бидат поголеми бидејќи Америка воведува царини од 20% и за нашиот најголем трговски партнер Европската унија. Воведувањето на високата царинска тарифа за извозот на македонските производи кон САД е неочекувана, бидејќи не беше јасна каква ќе биде пресметката. Од она што го дознаваме, пресметката е базирана на дефицитот на Америка во надворешно трговската размена со една земја. Дека на подолг рок ние како држава треба, дали во рамките на стратешкиот диалог со Соединетите американски држави или преку други иницијативи, да иницираме преиспитување на оваа царинска стапка и да бараме повластени третмани. Што се однесува до нашата економија, ефектите ќе бидат малце пролонгирани, очекувам да бидат во подоснежниот период, но ние треба да ги истакнеме нашите предности како економија и тука да работиме со внатрешно реорганизирање, особено во доменот на редефинирање на даночната и фискалната политика. Администрацијата на Трамп ги воведе царините со цел да го стимулира домашното производство. Според експертите, американскиот претседател со ова става крај на глобализацијата. Се воведува основен данок од 10% на увозот од сите земји и уште повисоки царини за 60 други. Од регионот Србија е погодена со стапка од 37%, Босна и Херцеговина со 35%, а Косово и Албанија со 10%. Мерките предвидуваат царини од 34% за сите кинески производи. Од денеска стартува и данокот од 25% за сите автомобили увезени од странство.